Добре дојдовте во уште едно издание на подкастот Vision of Voices. Ке се дружите со мене, Драгица Урдинова. Денеска како соговорник го имам младиот инженер и надежен, се надевам дека ќе ни кажеш малку повеќе околу тоа, Андреј Стојковски, кој што ни дојде од Прилеп, не испочитува и одговори позитивно на нашата покана. Андреј, добри дојде. Добре ве најдов и првенство би сакал да се заблагодарам на поканата и што ги ставаме инженерите на фокус, нели, кога се работи, нели, за зелените разговори, зелените муабети. Така, млад инженер и зелени разговори, зелена тема, зелени идеи. Како ги поврзуваме тие две работи во едно, спомнувајќи го фактот дека ти имаш и магистерска по конструктивно право? Мислам, јас по професија сум конструктивно инженерство, пардон. Како магистар од областа на конструктивното инженерство, дефинитивно инженерите се тие кои што допрва бија воделе, нели, промените кои се работи од аспект на првенство градежништвото, односно за зеленување и правење одржливост на самото градежништво. Нели, бидејќи како што се развија понатаму, нели, и светот, постојано се соочуваме со нови предизвици поврзани со климатските промени. Со предизвиците кои што имаме големи, нели, природни непогоди, загуба на енергија, треба да најдеме, нели, нови извори за производство на, нели, на енергија, така што интегрирање на мултидисциплинарен пристап, односно воведување на концептот на зелената транзиција во оквирот на конструктивното инженерство е неопходно понатаму за, нели, развој на, нели, на самата струка и генерално на градење на зелени објекти градби, така што сметам дека во овој момент е основно, мислам, да се фокусираме за целосно да го пренасочиме градежниот сектор. Така, во нов смер, во малку поразличен. Во твоето резиме пишува доста интересен факт, вели истражува во областа на геотермално активни конструкции како иновативен пристап за искористување на обновливи извори на енергија. Да, тоа беше темата за мојата магистарска, нели, дисертација. Доста иновативна и баш се коси со нашата идеја за Vision of Voices и зелена површина, па затоа си овде. Кажи ни малку повеќе околу тоа нешто и твојот старт, твојата мотивација како млад инженер да го посветиш твоето образование, па и таква магистерска да одбрниш и денеска да седиш во подкаст и да зборуваш јавно на таа тема со цел освестување на младите. Да. Првенствено, генерално, од кога сум помал, од секогаш, мислам, интересирало поттикнување на позитивни промени или во општеството. Уште како средношколец, мислам, волонтира во доста организации. Така што проложив и, нели, во рамките на студентските денови, така што градежништвото дефинитивно беше една од професиите која што има доста работи кои што треба, нели, да се променат, односно да се насочат кон подобро, имајќи предвид дека самото градежништво е една од зелените професии, односно зелените работни места, што самата индустрија генерално на светско ниво предизвикува 40% од вкупните аглеродни емисии кои што се испуштат, нели, во воздухот, така што е една од клучите исто професии кај што треба некако да се дејствува, односно да се поттикне некоја промена да се насочи кон нели, градење, зеленување на самата индустрија и градење на одржлива индустрија. Така што, мислам, дипломирав, нели, на градежен факултет. И генерално доста, мислам, сум поврзан со сите тие гранки кои што, нели, треба да се интервенира, вклучувајќи и во домовите во кои што живееме, дека сакаме, нели, да ни бидат она што би рекле флоскулата енергетско ефикасни, односно да имаме некој комфор во кој што сакаме да живееме, нели, да трошиме помалку електрична енергија, да имаме, не знам, подобра изолација, односно материјали за изолација, што на крај, нели, економски аспект би имале, нели, пониски сметки за електрична енергија на долгорочно ниво. Така што, тргнувајќи од фактот дека 80% од енергијата што користиме во домот е за грејење и ладење, тоа исто поттикнува дека треба да најдеме некоја технологија која што, нели, би ни овозможила да го грееме, да го ладиме домот, користејќи помалку енергија и помалку ресурси. Токму геотермално активните конструкции, односно геотермално активните колови, се еден тип на зелена технологија, односно обновлив извор на енергија, каде што користиме енергијата од земјата, односно геотермалната енергија, и практично со помош инсталирање на геотермална пумпа
и со помош на користење веќе постоечките конструктивни елементи, односно коловите кои што веќе ги користиме за како носив елемент на самиот објект, нели како темелна конструкција. Практично со користење на тие елементи ние го грееме и го ладеме домот, што дефинитивно заштедуваме на делот од електрична енергија која што се користи од тој аспект и електрична енергија која што користиме главно поврзана со нели готвење, користење на електрична енергија, осветлување така натаму. Така што користење нови технологии за да се подобри да речеме стандардот на живење, да се прават паметни згради, зелени згради, е дефинитивно нешто кон кое што треба да се насочиме. И сега ви те прекинала, нели ги спомна геотермалните колови. Ме интересира, некако така го почнавме подкастот, сега ќе се надоврзам на тоа што го рече. Колку е реално ова иновација да се и реално примени во македонскиот градежен сектор? Генерално, мислам, бев на еден состанок, мислам, во еден поголем европски проект која се работи за поширока примена на овој тип на конструкции. Моментално и на европско ниво генерално има доста пониска примена. Моментално доста актуелна е користувањето сончевата енергија, така што изминатите 2-3 години, особено мислам во Македонија, доста фотоволтаици беа направени, фотонапонски централи, соларни фарми и така натаму, кои што иако се изгради, за жал нашата дистрибутивна мрежа не може да одговори на тоа барање, таа струја која што се произведува таму, нели се внеси во мрежата и нели може да се искористува нели како обновлив извор. Значи според тебе има примена или нема примена? Да. Има примена, имајќи предвид дека почетната инвестиција која што би била нели за овој тип на технологија би изнесува околу 5 до 7% од вкупната инвестиција на нели самиот проект. Така што во однос на вкупната инвестиција е доста малку, бележи доста поголем дел на нели на бенефити. Она што би ја рекол дека е предизвик кај нас моментално за да се примени, првенствено е ниската информираност, бидејќи генерално мислам како земја која што имаме преку 300 сончеви денови, мислам и логично и првично да имаме нели како најкорисен извор да биде сончевата енергија, но сепак геотермалната енергија е нели постојано стабилна и би ни била нас од огромен полза доколку нели ја искористиме, бидејќи таа има преку целата година и овој систем нели ни овозможува нели токму во нашиот дом нели да може да искористуваме и да нели да ги имаме економски бенефити пред се, но и помала нели влијание нели од аспект нели на аглероден диоксид. Да, така некако се го увертира и на моето наредно прашање. Кои се најчестите предизвици со кои се соочуваш кога се обидуваш да промовираш таква зелена градба или обновливи извори на енергија кај нас во нашата земја? Дали луѓето те разбираат, дали треба малку поголемо објаснување или па можеби те разбираат, но одбиваат да ги имплементираат тие работи во пракса? Кој е твоето гледиште? Првенствено би се осврнал од аспект кога се воведе за прв пат нели енергетска ефикасност како концепт на објекти и пресметување нели на класата на енергетско ефикасен објект, за кои што критериуми кај нас се доста пониски во однос на европските критериуми, така што законски кога беше обврзано, мислам, сите објекти да имаат минимум класа на енергетска ефикасност, едноставно заради законски мораше да се применува, се стават минималните барања. Кога се работи за обновливите извори, за жал мислам се уште пак ќе се повторам, постои голема неинформираност во однос на придобивките и од тој аспект треба така, значи недоволната свест да речеме покрај таа недоволна информираност. Недоволна информираност за генералните за бенефити, бидејќи самата инвестиција нема можеби моментално нели да биде исплатлива за 1, 2 или 3 години, но на долгорочен период ќе нели ќе биде доста исплатлива, имајќи предвид дека и самата инвестиција на пример геотермална енергија е подолгорочна во однос на сончевата енергија, така што би имал нели доста бенефити, а исто што би дополнил е генерално што кај нас се сведено, мислам, самата изградба нели на објекти се сведено на да има нели минимум потрошувачка на материјал и нели нова да се продаде по поголема цена, да. Така што кога некако би биле обврзани нели да би ја применуваме овие нели технологии, мислам дека би дошле нели до поширока примена на самиот концепт.
Така е, сега од тој аспект, од таа гледна точка, дали според тебе финансиските ограничувања или регулаторните пречки ја забавуваат оваа зелена транзиција кај нас? Значи, луѓето да сватат што всушност е бенефитот од сето тоа сега што го збориме. Да. Од аспект на регулаторни ограничувања, го спомнав примерот со енергетската ефикасност, но исто така би дал еден пример на европско ниво. Конкретно во Франција, сите јавни објекти, нели, кои што се државни објекти, мора да имаат вградено барем еден извор на обновлива енергија. И исто така до пред некои години, до пред 10-15 години исто на европско ниво, исто така мора да бидат пасивни објекти, што значи дека најголем дел од енергијата, нели, објектот сам си ја произведува, нели, не користи многу дистрибутивната мрежа. Така што полека, но понатаму мислам дека регулаторните ограничувања би придонесли кај нас да се зголеми таа примена. Имајќи предвид дека моментално исто следно, нели, со финансиски ограничувања, имајќи предвид дека како држава, нели, сме доста економски послаби во однос на европските земји, така што и самите критериуми за исполнување на овие ограничувања се доста пониски. Ако за се обезбеди истата класа енергетска ефикасност кај нас спрема минимална С, а на европско ниво нов објект не може да биде пониско од класа А, што од старт мислам на моментално ниво, нели, кај нас, нели, финансиски можеби, нели, имаме, нели, доста би била поевтина конструкцијата, но на долгорочен план, имајќи предвид како држава која што сме во евроинтегративните процеси и треба да бидеме вклучени во европските, нели, политики од аспект на климатска неутралност, енергија и така натаму, која што вика дека до 2050 година треба, нели, да биде климатски неутрална биде Европа. Како држава, нели, треба да ги следиме тие цели, така што ако не ги направиме овие инвестиции моментално, би требало да ги направиме за некои 20 години од сега, како, нели, понатаму, нели, сме дел од овие процеси. Така, за млад човек доста се информира на цела таа тема, секоја чест браво. Нели ни даде едно сиже и увертира на сето тоа ти што сте го правили, што сакаш да го постигнеш и твоето мислење и искуство, но ете, повторно би рекла како млад човек, кое е твоето мислење? Дали младите инженери во Македонија имаат малку поинакот став кон животната средина, за разлика од постарите генерациите, со цел респект кон нив, но дали има овде, дали се коси овде едната страна со другата во некои сваќања и пракси? Првенствено мислам младите инженери, или постарите или повозрастните инженери, сме генерации кои што имаме учено во различни првично образовни системи, каде што во претходните години тоа не било воопшто не актуализирано. Мислам, предизвиците со енергетска ефикасност, животна средина, обновливи извори на енергија, климатска енергетска транзиција и така натаму. За разлика од помладите инженери кои што иако сме во понов систем, не би се сложил дека образованието целосно, нели, не поттикнува да размислуваме во тој аспект, но има некој зачеток кој што мислам ме радува и се надам дека ќе продолжи да се зголемува. За среќа, мислам, младите инженери сме повеќе во контакт и допир со поновите технологии кои што полека се актуализираат, нели, на факултетите. Мислам, пример добар е самата не магистарска работа која што избрав да работам во таа област. Имајќи предвид дека мислам самата област нуди поширока примена и во иднина. Дополнително фактот што со сите предизвици кои што ги имаме со климатските промени, имајќи предвид големените температури, еве денеска мислам зборувавме баш колку се накачени температурите во однос на денешен ден и изминатите 10 години. Сведоци сме на пожари кои што ги имаме, нели, секој лето, сведоци сме на поплави, сведоци сме и на земјотреси, така што нас како млади инженери нашата задача во иднина, бидејќи ние сме генерацијата која што понатаму, нели, ќе продолжи да ги гради сите објекти, односно до 2050 година 80% од објектите, за ова грубо, би биле генерално новите објекти биле изградени од нас, мислам проектирани, изведени и така натаму. Така што наша основна задача е да бидеме осигурени дека самите објекти би биле климатски неутрални, отпорни на климатските промени, дека самите објекти понатаму практично нема да доживеат колапс или да треба повторно да се реновираат, имајќи предвид дека тие фактори во овој момент не биле земени во предвид. И уште имаш еден интересен фактор, го читав од Светска банка, дека за секој едно евро од некоја инвестиција која што ја правиме,
доколку односно во зелена инвестиција на нели инфраструктурна инвестиција, дека 4 евра понатаму ако не е ли направено како што треба, 4 евра понатаму ќе треба потрошиме за не за да поправиме, нели да соодветствува. Така што е доста важно и нашата улога е доста клучна. Имајќи предвид дека допрва нели ние нели сме следните кои што нели ќе ги водиме, следните генерации. Така што доста е важно да поттикнеме интердисциплинарен пристап, дека конструкцијата не е само да пресметам нели на конструктивна нели носивост, дека нема се сруши од товарите, например од постојаните товари, туку дополнително дека самата конструкција треба да преживува дополнителни температурни шокови разлики големи. Треба да се мисли повеќе работи со однос на сите идни предизвици кои што нели допрва ни доаѓа. И сега го рече тоа нели за вас младите како технички дел, една техничка обврска која што нели би требало да ја имплементирате во иднина. Но дали вие младите инженери во Македонија мислиш дека сте гласноговорници или дали сте доволно гласни или како што се вика нашиот подкаст го имате ова Vision of Voices за промена и поголема еколошка свест? Дали мислиш дека доволно се зборува за тоа? Генерално кога се работи за младите инженери кај нас, јас верувам дека секој од нас има нели своја визија, нели своја идеја и ги поддржува нели сите овие работехнологии. Дали се зборува? За жал не многу. Генерално кога се зборува за сите овие и мило ми е што првпат например генерално се зборува за улогата на младите инженери во некој подкаст во Македонија, мислам досега не сум видел дека има. Сметам дека треба младите инженери да бидат повокални кога се работи за овие, мајки предека тие ги работат, ги водат овие процеси и тие најдобро знаат што значи, мислам знаеме што значи нели ако ги работиме, нели што значи кои се придобивките на самите овие промени, да би кажал за зеленување и така натаму. Имајќи предвид дека најголем дел од овие работи се зборувани од активисти кои што нели не се во областа на инженерството, што нели поттикнува нели се сколни влијанието, ама дополнително младите инженери ја чувствувам како обврска дека треба да зборуваме за овие нешта, имајќи предвид дека дополнително би влијало ко поголема доверба во самата јавност кога млади инженери ќе излезат да зборуваат за оваа многу важна тема кај нас, а особено и за сите дополнителни предизвици кои што и не се разговараат, а поврзани нели се со урбаното планирање, нели урбанизмот, поврзани се со енергетско ефикасните згради, поврзани со инфраструктурата, нели да е отпорна и така натаму. Така што според мене е еден од клучните фактори како да преминеме или понатаму, како уште повеќе ќе актуализираме работиве, бидејќи елаборатите, за животна среда и енергетска ефикасност не се само 2 листа во општина кои што нели ќе дадат одобрение за градба, него се практично едни може моментално оди кон тоа да дојдат и едни од најважните елаборати, што може да ги има некоја градба, мајки предвид дека доста повеќе ги чувствуваме ефектите во наредните години. Така, со текот на времето, така е. Надоврзувајќи се на ова прашање, кое е твоето мислење? Дали освен социјалните мрежи што ние како млади имаме пристапа до нив да влијаеме и да си креираме содржини какви сакаме такви, посебно кога станува збор за вакви едукативни и свесни теми, дали имаме доволно простор да влијаеме настрана од дигиталниот свет? Простор генерално според мене има. Треба само да научиме да го користиме тој простор, дека Значи повторно доаѓаме на моментот за свест. Некако во сите подкасти досега доаѓаме до моментот на свест, зошто нешто не се случило, поради тоа што можеби младите немаат баш свест и доволно информирано за конкретни теми, што е сега случај и со ова. Јас бидејќи доста со колегите разговарам, и генерално тоа се го дискутираме како една од најголемите предизвици, бидејќи ние како инженери не треба да бидеме само технички лица кои што би завршиле некоја работа, туку и дополнително треба да лобираме, застапуваме особено за предизвици кои што ги се соочуваме во секојдневна пракса, ги гледаме дека се предизвик на сите општества,
така што треба да бидеме гласноговорници на сите можни платформи. Сега покрај социјалните мрежи кои што сметам нели дека се еден од начините за најмногу нели да се говори на самата тема, дополнително мислам треба да ги користиме и членствата во различни здруженија, Комората на инженери, преку која што исто дополнително може според мене може да се действува. Треба нели дополнително се лобира кај институциите, бидејќи генерално сме во контакт со голем дел институциите. Треба нели лица од инженерството да бидат и таму нели кај што се во процесите на одлучување на развој на зелени инвестиции, така што во различни места треба да бидеме застапени за да може да нели да дојдеме до поголема свесност, бидејќи во најмала рака инвеститорите нели доаѓаат нели пример во мојот случај како граден инженер, доаѓаат инвеститорите за да се пресмета пример некоја конструкција или не знам да се направи некој пат или мост или така натаму, ама ние сме тие кои што треба да ги туркаме овие работи и практично да предложиме и убедуваме нели да користиме нели нови зелени технологии. Така. Доколку бивам ти лично на располагање со одветни ресурси и поддршка од институциите, кој зелен проект би сакал да го водиш во нашата земја? Да. Тргнувајќи од истражувањето од мојата магистарска работа, јас би сакал, што е доста актуелно, мислам, ни за Европа, повеќе почва кај нас, се енергетски задруги, заедници, кај што практично луѓето на природно населено место, може би населба или село и така натаму, доста се актуализираат во Европа, па сметам дека може да ги примениме и кај нас. Практично луѓето имаат, мислам, се има инвестирано во зелена инвестиција, например, геотермални активни конструкции кои што би се користеле за напојување со електрична енергија или грејење и ладење за објекти од една околина, мислам од едно село, од една населба така натаму. Така што тоа би го водило, мајки предвид дека сметам дека концептот на задруги, покрај што пример земјоделските функционираат кај нас, сметам дека има потенцијал да функционираат и енергетските задруги. Имајќи предвид дека првично тие се сопственост на самите луѓе, на самите нас, градиме покрај тоа што градиме нели нешто такво, градиме и заедница, односно поврзување луѓето и од социјален аспект. Има ли таква иницијатива за сега? Моментално е во процес донесување на законот или веќе е донесет, не сум многу сигурен. За сега нема некоја слична инвестиција, но се надам дека ќе има во наредните. Не, моето прашање беше плюс дали има иницијатива, очигледно нели дека има иницијатива од твоја страна, ама нели самата по себе не е доволно доколку не сте повеќе за да креирате една група која што би го добила тоа што го баја. Генерално самиот концепт на енергетски задруги е нов, мислам, во Македонија. Нов зборам во изминатите 2-3 години, што е, мислам, 5 години, може не 2-3, што уште пренесува пак ниска свесност, што го зборувавме така натаму. Што допрво не треба да се крева, да се дига нели самата свест. Така што моментално иницијатива како иницијатива за директно се направи така нема. Моментално работам на една студија, физибилити студија за една рурална општина во Пелагонски регион, мислам општина Долнени, за дали има потенцијал самата општина да се инсталира таква соларна фарма, мислам не е се за геотермална, туку соларна фарма, кои се карактеристиките од аспект на локалната клима и така натаму, исто така интересот познавањето на луѓето, така што моментално сме на фаза на нели на истражување, нели кој е потенцијалот и така натаму, што дефинитивно би донесло голем бенефит, имајќи предвид дека самата енергија би била од самите луѓе, дека нема првично тие да плаќаат нели поголеми сметки енергија ако например некој друг дојде инсталира таква фарма па потоа им продава енергијата, туку практично самите тие би се произведувале енергијата во пример во населбата или во селото или како и да. Така, што придонесува кон ова зелен начин на размислување, ако може така да го спомнеме тоа од еколошка гледна точка. Доколку имаш магично стапче и можеш да смениш една работа од денеска за утре, што би променил ти од градежен аспект? Што би било тоа? Сега ова ми е доста поврзано и со архитектите, мислам доста кои дискутираме, ама и некој концепт што и мене ме влече. Тие зелени резолуции за кои што зборим. Па јас би се задржал првично на она што би рекле ние комфортно или на живење.
кога се работи за комфортно живење, мислам сите ние, особено тие што живеат во Скопје во понови згради, нели имаат проблем со звук, мислам доста, нели, се слуша нели звук, слаба изолација и така натаму. Па и во Струница, така што ќе налогуваме тој предизвик, да. Ако гледаме историски, например како се граделе порано објектите кај нас во Македонија, нели старите куќи што се нели мислам уште што ги имаме по селата и така натаму, голем дел нив се градени со држливи материјали, првично се користи камен, се користи кал, дрво, нели за самата конструкција. Друго самата поставеност, нели да биде ориентирана кон југ, па нели за да влегува топлината, светлина, па има природна вентилација, значи не биле зависни од клими и така натаму. Сакам да кажам од историски аспект, зачувување на некои такви работи, граѓање на објекти кои што би биле практично функционални, нели за луѓето кои што живеат натре, односно би ја искористувале природната вентилација, природна светлина, да не користиме вештачко осветлување така натаму. Значи не измислуваме што се вели топла вода, туку се враќаме на нешто што веќе е постоело. Веќе е постоело, а се покажува како многу поефикасно. Да. Веќе постоело, само може да го дополниме со некои нови работи, дополнително користење на материјали за енергетска ефикасност, да не се сведуваме само на 10 сантими стиропор, мислам така го кажам во пракса, дека може да користиме, например, веќе особен пример, користење на локални материјали, например, се прават низ светот, например, трска изолација од коноп, од тоа, кај нас исто може да се примени тој концепт од локални растенија, така натаму се прават материјали, или пак користење на рециклирани материјали за енергетска ефикасност, или користење на не знам, пример во Англија користат овчка волна како материјал за изолација, што пред доста интересен концепт, практично покрај нема никакви и здравствени ефекти на крај врз луѓето. Исправењето на самите објекти да бидат во функција, значи, на тие што живеат натре, значи да има добра акустика, мислам да се нели звучна изолација и така натаму. Јас би се осврнал нели кон тоа градење, нели да градиме одржливо и да градиме во однос на функционално. Да не се сведува еден концепт за сите згради, туку да се прилагодува нели во однос на локацијата така натаму и дополнително нели да се користат и новите обновливи технологии нели во самите објекти, што мислам дека би било мислам доста нели од голем бенефит за луѓето кои што живеат натре. Да. И од аспект за средината, нели кој што имаме нели од аспект на животна средина работи и од аспект на економски нели пооправдани решенија би биле, да. Да, од економска гледна точка. Значи повеќе работи во едно. Да. И сега во мореот еден куп информации кои што сега ги изнакажавме, интересни теми и факти што ни ги сподели, ти благодарам. Би сакала да те прашам 2-3 прашања, така по-неформални. Кој е твојот зелен сон, како нели млад инженер? Кој е твојот зелен сон или сонот на младите инженери во земјата? И во комбинација со прашањето, што беше поидовната точка за ти да започнеш во тоа поле да инвестираш и време, и љубов, и енергија, и да стигнеш до некое ниво кое што си? Да. Зелениот сон на сите млади инженери е генерално да направим забрзана имплементација на сите овие технологии, мајки предвид дополнително што законски ќе мораме за некои години или со Европски зелен договор, зелена агенда Западен Балкан како стратешки документи. Така што зелениот сон на самите нас млади инженери е практично да ги насочиме нашата струка кон одржливост, да насочиме кон нели кон зелени промени. И генерално да градиме објекти нели кои што одговараат на моменталните предизвици кои што ги имаме, односно би ги решавале предизвиците кои што нели моментално ги имаме. Мислам не само објекти, туку инфраструктура. Бидејќи самата бетонизација која што нели моментално за жал се случува, мислам генерално, старите објекти кои што пример биле изградени како функционални нели системи, повеќе мислам за жал се туркаат и се поставуваат нови нели практично се мислам има еден термин се вика concrete jungle, практично се случува, буквално бетонизација и бетонска џунгла.
Така што тој термин некако доаѓа од Њу Йорк, па Да. ете за жал со текот на годините се имплементира малку на различно ниво, но ете дојде и кај нас. да, бидејќи за жал како што доаѓаме понатаму и живееме, почуваат нашите градови да стануваат градови кои што не се функционални, односно не ни одговараат нашите потреби. Имаме градови Македонија, замека имаше доста време долго иницијатива во Тетово дека нема парк, а што паркот е генерално основно нешто кој што поттикнува, поттикнува живот збивнување во еден град. Така што пример поставување на паркови за зеленување не само на скица, односно на проект, него вистински за зеленување на местата, бидејќи самото планирање треба за секој граѓанин треба да има по определена квадратура на зелен простор на едно место. Така што сметам, еве како јас како млад градски инженер, за мене би било Што беше права твојата мотивација? Да. Така што од тука беше и мојата мотивација да продолжам поле, бидејќи верувам дека како што доаѓа времето треба да имаме млад кадар кој што, инженери и генерално кадар кој што би се прилагодил кон сите овие промени кои што прво доаѓаат, бидејќи сметам некако имам чувство дека почуваме да одиме неспремни. Има интерес за самата тема, но мораме сите колективно биме спремни за тоа што не доаѓа, а од тука самата појдома беше изготвена магистерска дисертација на таа тема, а дополнително ќе продолжам и на докторски студии во аспект на climate resilient infrastructure, инфраструктура која што е отпор на климатските промени, имајќи предвид со сите предизвици кои што ќе ни доаѓаат, ги спомнав природните непогоди, кои што не само кај нас, него општо на светот му се случуваат, мораме да биме спремни да одговориме на тие предизвици, практично да го намалиме нивниот ефект. Кои што не покрај што влијаат на некој начин на животна средина или ова, него имаат огромни социјални аспекти, општествени влијанија кои што за жал се огромен дел негативни. Најстрашно влијание на човечки жртви, но и понатаму раселување така натаму кои што за жал допрва ни следуваат. Да, тоа е за жал нашто секојдневие тие некои муабети се на вистина реалност, некако времето ни оди многу брзо, ама ете со тоа што го збориш, барем треба малку да се обидеме да го фатеме од аспект на сите тие трендови и работи кои што модерното време си ги носат како последица. Да. И за крај би сакала да порачеш на сите гледачи на нашиот подкаст, особено да се осврнеме кон младата генерација, што би им препорачал на младите кои што сакаат да влезат во светот на инженерството, а исто така да бидат и дел од решението за климатската криза која што ни се случува. Да. Од аспект на инженерството би препорачал дека е најдобрата професија што може да постои. Особено мајки преви дека постојано работим на решавање на проблеми, постојано, секој ден работим на решавање на проблеми. Така што дефинитивно би ги поддржал да одат кон тоа. Дополнително што би рекол да размислуваме надвор од кутијата, out of the box. Не е мојата улога како градски инженер само да пресметам дали конструкцијата ќе издржи или ќе може да опстои, него и мојата улога е дополнително да развивам концепт кој што ќе биде функционален и луѓето практично би биле стрекни кои што би живееле во самата конструкција или што ако би го користеле самиот автопат или ако го користеле бранат и така натаму. Значи да размислува надвор од кутијата дека веќе сме во фаза кај што има постојано нови аспекти кои што мора се земаат во предвид, особено како што одиме понатаму. Дефинитивно треба да продолжиме колективно да работиме и да подигаме свест на самата тема, така што потворањето нови работни места зелени, односно работни места се повеќе ќе се зголемува наредните години, така што потребни се нови инженери, потребни се нови млади луѓе кои што нов ентузијазам, нова енергија, која што би требало да предводи ова климатска, зелена или енергетска транзиција како и да наречеме. Генерално и на континентот сме потребни на државата, имајќи предвид дека за некои години што е може повеќе ги намалиме ефектите климатските промени и што е може повеќе да имаме сознанија, предзнања и човечки ресурси во самата тема и мајки приви дека да ги спроведите и самите тие работи за кои што се дискутира. Имаме доста што правиме наредните години, така што тоа би го препорачал и би ги поддржал на таа тема.
Епа и јас ве поддржувам, ете ги поддржувам сите млади иновативни умови како што се ти. Ти благодарам за денешното гостување во подкастот на Vision of Voices. Се надевам ќе се видиме некоја следна емисија со нови иновативни идеи и се надевам дека ете следниот разговор кој ќе ни биде, дека ќе се спомнува и за некоја зелена имплементација на се тоа што се коси со модерното градежништво и брзото време кое што трчи по нас секој ден. Ти благодарам. Ти благодарам и тебе и се надевам дека ќе поттикнеме уште зголемување на младите гласови, особено на младите инженери во одаспект на оваа тема и постигање на реални промени. Така, се надевам дека ќе бидете Vision of Voices. Добро. Ви благодарам што и денеска останавте со нас во ова издание на подкастот на Vision of Voices. Мој да напоменам дека овој проект го спроведува Центарот за истражување и анализи Новус во партнерство со Дискаве Србија и е финансиски поддржан преку Think Tank програмата за грантови на Прогрес Институтот за социјална демократија и фондацијата Калеви Сорса. Останете со нас и понатаму и слушнете што ние како Vision of Voices имаме да ви порачаме.